Загуба од 800.000 евра бележат македонски железници поради прекинот на товарниот сообраќај со Грција. Линијата која беше прекината на 20 јули годинава предизвика само железниците да губат по околу 60.000 евра дневно. Поголеми штети се индиректно нанесени на компаниите кои поради неможноста да се користи оваа транспортна линија биле приморани да бараат алтернативни патни правци кои им одземале и повеќе време и повеќе средства. Товарниот железнички сообраќај до Грција започна да функционира од саботата, а од денеска веќе и патничкиот сообраќај се одвива нормално. Ќе се обидеме во наредниот период да го зголемиме интензитетот на транспортот доколку се договориме со нашите комитенти за да доколку остана дел од стоката не транспортирана, не превезена во овој период, се организиравме и наредни денови ќе го правиме тоа, меѓутоа тоа ќе намали само мал дел од штетите што се претрпеа. Прекинот во сообраќајот настана поради превртување на неколку товарни вагони на железничка станица на територијата на Грција. Иако засега линијата е нормализирана, Дирковски додаде дека поради оштетување на железничката инфраструктура можно и повторно да има прекин во сообраќајот, што ќе значи уште поголеми штети за компанијата, но и за македонското стопанство.